Телевизија Нова истражуваше на ова тема колку ќе ги чини македонските туристи кои што ќе патуваат надвор од државата или пак ќе патуваат кон некој од македонските туристички дестинации. Одморот е сон за секој оној кој што сака да се релаксира по напорната работа и напорната година, но сепак патарините се кошмар за секој турист од Македонија. Според информациите од Автомотосојузот на Македонија, доколку македонските туристи патуваат кон Истанбул, кој што е град најатрактивен на Балканот, ќе треба да издвојат од својот летен буџет околу 11 евра во еден правец или пак 22 евра да се вратат во Македонија. Кон Атина е доста поскапо, ќе треба да се плати 30 евра во еден правец или пак 60 евра да се вратиме назад во Македонија. Крв островот во Грција, кој што е доста атрактивна дестинација за македонските туристи ова година, е само 7 евра во еден правец или пак 14 евра да се вратиме назад во Македонија. Албанија и албанското крајбрежје, кое што исто така е доста атрактивно за македонските туристи, има повеќе опции на патување, доколку македонските туристи ја одберат релацијата преку Грција, односно Богородица, преку Игуменица па се до Саранда, ќе треба да платат 11 евра или пак 22 евра од својот буџет, или пак ако изберат да патуваат преку Струга, Елбасан па се до албанското крајбрежје, ќе треба да платат само 2 евра, што е едно од најевтините релации од Македонија па до најблиското крајбрежје и излегување на море. Но овде се и македонските туристички дестинации, како планинските предели, Дојранско езеро, Охридско и Преспанско езеро. Во Македонија засега има 9 патарини, но во зависност од тоа кон која релација и кон која страна од Македонија ќе патуваат туристите, овој број на патарини се прополовува. Например, ако се земе предвид Скопје како главна метропола, скопјани како туристи доколку патуваат кон југот на државата, ќе бидат пресретени од 3 патарини, кон Куманово, кон Кривопаланечкиот регион, планински предел кој што има доста туристички дестинации, ќе треба да платат 2 патарини или пак кон запад од 4 патарини. Доколку скопјани патуваат кон Дојранско езеро, ќе треба да издвојат од својот буџет 180 денари во еден правец или пак 360 денари доколку се враќаат во Скопје. Кон Куманово или Кривопаланечкиот регион треба да платат само 100 денари во еден правец или 200 денари за да се вратат во Скопје. И покрај тоа што кон запад има доста поголем број на патарини, вкупната цена е само 140 денари или 280 денари за кон Скопје. Охрид и Преспа, кои што се број 1 туристички дестинации изминатите години, туристите од Скопје имаат 2 опции, дали ќе патуваат преку автопатот Е75 преку Градско, Прилеп и Битола, ќе бидат пресретени од 3 патарини, или доколку патуваат преку Тетово и Гостивар, ќе бидат пресретени од 4 патарини. Но ова цена и вкупната цена на патарините зависи од тоа со какво моторно возило патуваме. Доколку правуваме со моторно возило на 2 тркала, ова цена ќе биде драстично помала, но доколку патуваме со камион или автобус, ова цена ќе биде поголема за разлика од автомобилите. И која туристичка дестинација да ја одбереме, дали тоа ќе биде во Македонија или надвор од границите на државата, сепак ќе мора да се плати за патарини, освен доколку евгеличани патуваат кон Солун, каде што овде нема патарини. Така да, ова е вкупната слика околу тоа каква е состојбата на патарините и колку треба да одвојат од својот летен буџет, но доколку патуваат кон некоја подалечна дестинација, слободно може да ја отворат страницата на Автомотосојузот на Македонија, каде што има информации и за тоа доколку патуваме во некој од западните европски земји или доколку патуваме на Блискиот Исток.